денес ќе ви презентирам две новоотворени истраги на ова обвинителство поради основано сомнение дека инволвираните сториле кривични дела со кои директно го оштетиле буџетот на Република Македонија и грубо ги повредиле обврските од Законот за јавните набавки. Самата природа на дејствијата и во двата предмети ми овозможува наедноставно да ви го прикажам начинот на кој постои основано сомнение дека со криминални дејствија е оштетен буџетот и е прибавена корист за едно правно лице. Во првиот предмет, кој се води под името Топлик, постои основано сомнение дека во временскиот период од 3.4.2007 година до 18.2.2013 година во Скопје првоосомничениот како раководно службено лице од Министерството за транспорт и врски и 5 осомничени службени лица, членови на Комисијата за јавни надавања при ова министерство, како соизвршители, ја злоупотребиле службената положба и, иако биле потполно свесни дека поради нивното дејствување може да настапи штетна последица, сепак се согласиле со нејзиното настапување, па нанеле штета на средствата од буџетот на Република Македонија во износ од 64.206.839 денари или 1.044.000 евра. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека, откако Комисијата за јавни надавања го информирала првоосомничениот дека поради правни и фактички недостатоци не биле исполнети условите за спроведување на постапка за јавно надавање за продажба на градежното земјиште за изградба на резиденцијална населба Сончевград во општина Сопиште, истиот на 3.4.2007 година составил нова комисија за јавно надавање за да преку нив и покрај наведените недостатоци ја реализира намерата, односно објавата за јавно надавање и склучи договор за продажба на градежното земјиште. Постои основано сомнение дека второосомничениот како председател, третоосомничениот како заменик и четврто, петто и шестоосомничениот како членови на новоформираната Комисија за јавни надавања, после само еден ден од нивното формирање, конкретно на 4.4.2007 година, иако знаеле дека не се исполнети условите за објава за јавно надавање, постапиле спротивно на член 3 од уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, собственост на Република Македонија и по претходна согласност од првоосомничениот изготвиле и до весниците Дневник, Вечер, Вест и Financial Times доставиле објава за јавно надавање за отуѓување на градежно земјиште, собственост на Република Македонија, за изградба на резиденцијална населба Сончевград во општина Сопиште. На 14.5.2007 година спроведено е јавното надавање и за целата постапка Комисијата составила информација во која навеле дека пред објавата за јавно надавање биле исполнети условите за спроведување на постапка за јавно надавање и дале предлог со избраниот најповолен понудувач да биде склучен договор за продажба на градежното земјиште. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека веднаш потоа првоосомничениот, иако бил свесен дека постојат суштински недостатоци поради кои Министерството за транспорт и врски не може да ги исполни договорените обврски со договорот, на ден 8.6.2007 година во име на Министерството за транспорт и врски склучил договор со друштвото, правното лице Sun City ДОО Скопје за отуѓување на градежното земјиште со јавно надавање. Овој договор на ден 20.7.2011 година со судска спогодба склучена помеѓу Министерството за транспорт и врски и правното лице Sun City ДОО Скопје бил раскинат, бидејќи правното лице Sun City токму поради суштинските недостатоци кои што биле констатирани уште од првата Комисија за јавни надавања, едноставно не можело да го спроведе договорот. Од доказите произлезе основано сомнение дека поради раскинување на договорот, по вина на Министерството за транспорт и врски, истото се обврзало на износот од
223.954.780 денари главен долг, кој целосно го вратил на правното лице, да исплати и затезна камата. По тој основ, на 18.2.2013 година, од сметката на Министерството за транспорт и врски на сметката на друштвото Сан-Сити Скопје била исплатена затезна камата во вкупен износ од 64.206.839 денари, односно 1.044.000 евра, за кој износ директно е оштетен буџетот на Република Македонија. Со овие дејствија постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од Кривичниот законик.